Улиците Панче Караѓозов и Личка се во комунално драматична состојба и на нив ќе се работи веднаш, потврди штипскиот градоначелник Иван Јорданов. Се со цел да бидеме сервис према граѓаните и побрзо да бидат завршени сите градежни активности кои што требало досега да бидат завршени. За штипскиот градоначелник приоритет бара и крајот од булеварот Партизанска кој не води никаде, односно е тесен и ризичен сообраќаен вод до населбите Баби, Сењак и Старка Раорман. Пристапната улица помеѓу булевар ЈНА и булевар Партизанска, за да извршиме увид на лице место, да поразговараме со надлежните, со операторот кој што има задолжение да ја доврши оваа градежна активност. Што се прави, супер. Тука вика дека ќе било зеленило и паркинг плацови, да. А таму напред имаме коцка, се тргна асфалт и бекатон плочки. Сега нека прават, се што е зацртано нека прават, што е почнато нека завршат. Што треба нека се прави. Освен крај на проблемите со овие две улици, Јорданов најави и крај на возењето на службени возила во приватна насока. Според него, досегашната пракса нема да продолжи и клучевите од овие возила наместо во џеповите на административците ќе стојат на службеното биро. Од денес па во наредниот период, јас како градоначелник, но и идните функционери под локална самоуправа, идните директори на јавните предпријатија нема да користат службени возила и на овој начин истите возила ќе ги ставиме во функција на службите на општина Штип за да бидат сервис према граѓаните. Со ова ги кратиме непродуктивните трошоци, но и ја подобруваме функционалноста на општината. Општина Штип располага со 11 возила на кои досега не секогаш им се знаеше насоката на возење. Беше пракса службени возила на општината да се сретнуваат секаде, во и надвор од градот, без при тоа да има службени оправдувања.